минатиот пат ја отворивме оваа канцеларија, јас бев присутен тука со пратеничката што е од Радовиш. Значи, оваа канцеларија е отворена за пратениците кои што сме определени тука да имаме средби со граѓаните, така да е прв пат доаѓам тука во Радовиш со таа намера, со таа цел да седнеме да поразговараме евентуално за некои проблеми кои што се присутни. Ако имате и вие проблеми, прашања, некои идеи исто така кои што можеме ние да ги разгледаме, да ги канализираме во парламентот или преку владата, затоа сме тука. Тука некои малемати прават. Земејте ги тие за вас ки се, проверете там дали ќе излезе на крај, нека тука е разгледано. Началника преска седе тука и ја само тоа е работи. Иди там, иди вај, тргнуваме од Сарамандо, подобро за дошол. Што да се прави? 8 години веќе чекам работа. Ќе дојдам кај градоначалникот, ќе прашам, ќе ми рече имам дипломирано за предучилишен професор по предучилишно воспитување сум. Ќе прашам кај градоначалникот, ќе ми каже оди во заводот да прашаш дали има оглас. Ќе отидам, ќе речат нема. Потоа таму ќе ми испратат кај директорката на градинката што е. Исто таа ме праќа овде кај градоначалникот или пак ме враќат во заводот. Последниот пат исто така прашав пак пред 2 недели во заводот пат Котидов, затоа што кога се дојде време за предизбори, сегден на сите врати тропам, сите ме одбиват и не знам каде да тропнам просто да прашам за работа. Значи, треба да има некои критериуми по кои ќе се прави ранг лист за вработување. И тука, и во Радовиш, и сега треба да има некои принципи по кои што ќе се одвија процесот на вработување. Ако имате вие време на чекање, евентуално социјалната состојба како е, по тие двоснова да се граде на, не знам, листава, и вие ќе знаете ако има место, ако се отвори дека можеби сега или за 3 месеци или за година дена ќе се вработи. А ако нема ред, тогаш тешко. Значи само врз основа на политички влијанија, на политички договор, така да тоа е проблемот. Исто ги имаме таму реката Марлада, од лева страна према Раклиш, доле десно, немаме канализација. Овие дојдеме реката оди, ако потече малку до каскаите, прави застане и цело лето да сме. Нема ништо во Раклиш, воопшто ништо не е 1 метар асфалт, и една цилна нема джина. И имаме тако, сега и проблемот таа е многу голем, па не може да си до своите куќа. Значи тоа урбанизирано, не се пробива улицата и нема одводна канализација. Не, за тоа сме разговарали повеќе пати со градоначалникот. Повеќе пати има бетон, меѓутоа не го реализира. Мислам дека тоа е во негова надлежност, тоа треба да го реализира. Добар ден, како сте? Задојдовте, баш ми е драго што ве гледам во нашата средина и баш ми е драго што еве денес имате можност да се сретнете со граѓаните од општина Радовиш, да поразговарате малку, да ти кажат своите, да кажам, проблеми во координација со вас на тоа ниво, ако имаме можност да ги решаваме полека состојбите кои што ние како локална самоуправа се трудиме тоа да го правиме, меѓутоа да се пружи можност, значи преку вас, преку пратениците, да некое прашање стаса, можеби и до ниво собрание, па и таму да се разговара за одредени актуелни прашања. Имаше иницијатива, еден студент, мислам завршен студент на факултетот за безбедност, околу неговото вработување. Тоа е навистина проблем. Голем број на студенти што завршиле овој факултет се и натаму без работа. Значи ќе се обидам да разговарам со надлежните министри да ова прашање го имат во вид, бидејќи тие се специализирани за работа во МВР. Вие знаете дека од МВР отидоа голем број на припадници во предвремена пензија и има тамо поголема можност да бидат вработени, така да бидат третирани на исти начин како и сите други што конкурираат за работа во МВР.
Се на се тука сум денеска да разговарам со граѓаните отворено и дел од проблемите кои што се во надлежност на градоначалникот ќе му ги презентирам на него и согласно неговата мок би го замолил да води спетка тие прашања да бидат разрешени. Зборувам за прашања кои што се врзани за вработување, каде што тој има доминантна улога, натаму за некои комунални проблеми кои што ги посочија граѓаните, затоа што и досега имаме добра соработка со градоначалникот на општина Радовиш и мислам дека во границите на неговата моќ, можности, прашањата треба да бидат разрешувани. Канцеларијата е отворена веќе подолг временски период. Сметате ли дека треба почесто да остварувате комуникација со граѓаните? Значи, јас сум ја покривам цела 4 изборна единица, значи не само Радовиш, тука се Струмица. За жал, ние претениците постојано настојуваме петокот да не биде работен, да можеме да имаме почести средби со граѓаните, но ние сме отворени и преку мејл и на друг начин да комуницираме. Голем број на граѓани доаѓаат и во парламентот, во просториите на Демократскиот сојуз. За предстојните избори? Демократскиот сојуз е партија која што после ВМРО ДПМН е еден од најсилните субјекти во рамките на коалицијата, зборувам. Подготовките почна согласно договорот со ВМРО ДПМН. Ние предложивме во 14 општини можни кандидати за градоначалници, се прават анализи, се врши сондажа на јавното мислење, на рейтингот и во оваа насока ќе продолжат разговорите, очекуваме да завршат во текот на месец декември. Значи, вршиме сериозни подготовки околу можни кандидати за советници и се оно што значи подготовки за предстојните локални избори. Ќе имаме повеќе време, бидејќи според најавите веднаш после нова година ќе бидат распишани локалните избори, парламентот ќе биде во мирување, ќе заседава само ако има итни потреби, така да ќе бидеме сите вклучени во изборната кампања. Познато се како одличен безбедноста ви во крвта, ви рекол. Каква состојбата во државата, после на изјава на Реисо, дека си дадат да спреме да живеат во една држава, бидејќи стори левот, никога не се очекува целата држава. Значи, ние сме сведоци на националистички изјави, на промоција на идеи за голема Албанија. Имаше идеја за голема Србија од страна на Милошевиќ и на крај заврши како што заврши и Србија и Милошевиќ. Така да тие идеи кои што ги промовираат сега во јавноста, мислам дека не се во интерес на албанците, затоа што тие создаваат фрустрации, незадоволство кај другите етнички заедници и некој мислам дека тоа е само сон за голема Албанија. Ние такви соништа сите имаме за голема Србија, голема Хрватска, голема Македонија, но во основа тие создаваат негативни состојби во државата и мислам дека оваа еуфорија што беше врзана со 100 години од формирањето на албанската држава, на албанското знаме, ќе поминат и треба да се вратиме во нормален колосек. Јас немам против да живеат ако сакат тие во Албанија, нека живеат. Меѓутоа, овде носители на суверенитетот се македонците, оваа единствена наша држава и сите што сакат да живеат во оваа држава можат тоа да го прават, имат уставна градин се во устав како делови од народ, така да тие тези за голема Албанија, за земање територии, не знам, од Македонија, од Грција, од Србија, мислам дека се анахрони на времето и тие ќе бидат осудени и мислам дека таквите идеи немаат перспектива. Помине сега оваа еуфорија со знамиња, со националистички изјави, истапи и добро што немаше соодветна или реакција од граѓаните. Состојбата колку што ја следиме ние од парламентот е стабилна во Република Македонија и нашите главни очекувања се кон Советот на Европската унија на 10 декември, доколку добиеме датум за преговори, тогаш сите активности, сите процеси ќе бидат насочени кон тоа Македонија да продолжи со реформите и да се движиме напред.